6 лесни оклопни возила денеска се промовираа во штипската касарна Јане Санденски. Тоа е донација на американската армија на армијата на Република Македонија. Возилата се промовираа во присуство на премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисалевски и амбасадорката на САД во Македонија Ангела Агелер. Particularly in the wake of the NATO summit in Washington just weeks ago. This is a great testament to the importance of NATO friendship and alliance, and also the sacrifices and the efforts made by North Macedonia. Благодарност како израз на тесната соработка со САД изрази премиерот Христијан Мицкоски. Сакал да се заблагодарам лично на амбасадорката Агелер за целокупната поддршка која што ја дава во процесот на модернизација на нашата армија, да се заблагодарам на луѓето кои што се овде со нас, а се дел од вооружените сили на Соединетите американски држави кои што помагаат во модернизацијата и осовременувањето на нашата армија. Новиот контингент од современа воена механизација е од големо значење за Арама, посочи министерот за одбрана Владо Мисајловски. Во овој момент веќе располагаме со 38 вакви возила, а согласно договорот до крајот на 2025 година треба да стигнат преостанатите 58 возила, како и сите оклопни возила Страйкер, кои се 42, и кои ќе бидат наменети за развој на лесната пешадиска батальонска група и тимовите за специјалните операции. Овде сакам да изразам огромна благодарност до амбасадата на САД, до амбасадорката и до Канцеларијата за одбранбена соработка за активниот придонес за развој и модернизација на армијата. Мицкоски, Агелер и Мисаловски лично возејќи се во возилата се увереја во нивниот квалитет.